Јас сум Лиљана Цвитковска, оделински наставник во Основно општинско училиште Братство, Карпош, Скопје. На денешниот час по македонски јазик ќе обработиме песната Како поздравувам, која има напишано Живко Николовски. На овој час усвојување на нови знаења, а целите на часот е да се разбере и доживее содржината на песната. Од вас очекувам да научите како поздравуваме наутро, како преку ден, навечер, како пред спиење, во училиште, со другарчињата, кога некој си оди или си одиме. Да почнеме со утрото. Како поздравуваме наутро? Наутро поздравуваме со добро утро. Добро утро, мамо, добро утро, тато. На појадок кога седнуваме, велиме пријатен доручек. Како поздравуваме преку ден? Преку ден поздравуваме со добар ден. Како поздравуваме навечер? Навечер поздравуваме со добра вечер. Доколку некому му посакуваме добра ноќ, велиме добар лесен сон. Кога се испраќаме, велиме довидување, имај убав ден. На училиште, добар ден наставничке, добар ден ученици. Кога ќе се сретнеме со другарчињата, велиме здраво. Кога некој оди на пат, му велиме среќно, добар пат. Секогаш поздравувајте ги возрастните. Добро утро, добар ден, добра вечер. И во продолжение, да ја прочитаме песната. Како поздравувам? Ако сретнам другарче, ќе му речам здраво. Тато ќе ме пофали, браво сине, браво. Наутро добро утро, секогаш поздравувам. Напладне со добар ден, секому се јавувам. Навечер добро вечер, секому му сакам, а често поздравувам со крената рака. Штом некој си легнува и се смири звон, обично поздравувам добар лесен сон. Патник кога сретнувам, го сметам за брат, со поздрав го испраќам, среќно добар пат. Што научивме, дечиња, од оваа песна? Од оваа песна научивме дека секогаш треба да поздравуваме, да бидеме културни и без разлика во кој период од денот ќе сретнеме некој повозрасен од нас, ние треба да го поздравиме. Затоа, бидете културни и секогаш поздравувајте ги повозрасните.